Почитувани добровечер, јас сум Александар Видиновски, ве гледате Само вистина. Вечерова со Столе Наумов, Сејат Ризвановиќ, Виктор Грозданов и Сафет Пишевас. Добровечер за сите. Добровечер. Една дебата, ќе направиме колегијална, како се вели, една анализа на политичката состојба. Оваа недела и минатата се занимававме со изборите во регионот, така што сега се најактуелни изборите во Бугарија. Виктор, и беше интересно се прави анализи во Софија дека многу млади гласале за Радев. Како еден човек, поранешно војно лице, председател, кој што, ајде да речеме, молам? Пилот. Да, пилот на воен авион, кој што негува, да речеме, едни поблиски односи со Русија, некои го сметат за ригиден и можеби конзервативен, успеа да ги добие гласовите на Gen Z, на младата генерација. И каков индикатор е тоа, ако може да направиме таква анализа? Пред да почнам за Бугарија, јас кажав пред 3 емисии дека секогаш кога ќе дознам некоја глупава афера во Македонија, дека ќе истакнувам на Само вистина или на Само во духот на традицијата повелете. Во духот на традицијата. Го поздравувам директорот на Агенција за храна и ветеринарство, да му објаснам дека кога се поставува видео надзор, тоа не значи дека мониторингот треба да биде кај тебе у канцеларија. Ако само гледаш, имаш среќа, а ако снимаш, тогаш, господинен директоре, имаш голем проблем. И јас го повикувам премиерот на Македонија веднаш да си постапи, да го разреши од функцијата, бидејќи тоа е надвор од сите морални и етички норми, дури и да е во законски рамки, а сите информации водат дека е надвор од законските рамки. Нема да бидам безобразен да му барам психијатриско вештачење од Универзитетска клиника за психијатрија, меѓутоа само вака да прашам. Замислете жена ви да работи во Агенција за храна и ветеринарство и овој да ја гледа 24/7. Како ќе се чувствувате? Ето, вака тоа... Амандман одној. Може. Браво за аферата, ама разочаран се. Ја мислев нешто кој знае што ќе биде ова. И плюс мислев некој од ВМРО, од Социјалистичка партија ми земал. Најлесно е да ги тепаш Социјалистичка партија. Не, окей, се. Ај малку да те чекаме, зашто толку? Да, нема проблем. Инаку да знае дека неговиот татко има информација дека беше видно малтретиран при промената на името и господинот не гласаше за промена. Добро, а што се случи со другата афера пред неколку недели што отворивте околу сообраќајката и да го затвориме тој дел? Тоа со сообраќајката уште го третираме. Тоа ќе го накнадно ќе ви информираме. Добро, окей. Ве молам за изборите сега. За изборите со Радев не е важно кој гласал за него, битно е дека Радев повеќе нема да се употребува во Македонија оној српски вид ќе ве распуштам ко бугарска скупштина, бидејќи има мнозинство, мислам дека 131 бар или 135 пратеници, депутати, и дека сам ќе си направи влада, дали некој ќе внесе во коалицијата или не, и дека нема ништо драстично да се промени по односот на Македонија. Кој гласал за него, зашто гласал и така натаму, тоа апсолутно не ме интересира. Мене ме интересира нивниот однос кон Македонија. Односот кон Македонија ќе остане ист и мислам дека ќе стане уште поригиден. Ако разговараме со разум, каже што и Македонија треба да разговара со разум, да го искритикувам премиерот, значи не е фер и не е коректно да цинично да се каже дека од 200.000 бугари кои што имаат бугарски пасоши гласале или се пријавиле 463, па гласале 250 бугари во Македонија. Не е коректно да сега ги предизвикуваме нив непотребно. Ако Радев е малку паметен, треба веднаш да ги продолжи разговорите со Македонија, да стане спонзор на Македонија за влез во Европската унија и да започнеме нормални разговори. Зашто да ги продолжи разговорите? Мислам, кои разговори со нив не се почнати па да продолжат? Гледате сега, мене апсолутно не ми смета ништо тоа ако бугарите влезат во уставот на Македонија. Мене ништо не ми значи тоа. Мене ми значи, јас во една друга сфера, да кажеме дека кога Македонското геолошко друштво стана рамноправен член во Европското здружение на геолози, првото што рекоа, мора да разговараме со бугарите и со србите, да размениме научни мислења. Значи, ние сме тука, едни до други, ние тука живееме. Има информации дека на првата средба со господинот Пендаровски, кога ја имаат направено, дека Радев прв се понудил да понуди пониска цена за струјата, да и помогне на Македонија и така натаму. Ако е тоа така, ако е тоа све вистина, еве, ние го повикуваме да продолжи во тој дух. Но има еден голем проблем, ние внатре во Македонија ние не знаеме што сакаме.
наједноставно е да си наетиме. Нели? Што конкретно мислите? Е да си наетиме за било што. Добра, ајде сега за конкретниот случај. Што си наетиме тука? Видете, бугарите се многу специфични кон Македонија. Они мислат, значи во нивното знаме, зелената боја е Бугарија, белата е Беломорска Македонија, црвената е Македонија. Тоа е нивното знаме. И они мислат дека цело време дека ова е нивна територија, дека ние сме ученици со како се вика, со говорна мана, така, они така не мислат, тоа од прво дели не го учат, дека ние сме нивни и така натаму. И они мора да го сменат наративот. Еве, господин Радев има шанса. Тоа е едното. За инатот те праша од наша страна. Не, само момент. За инатот, затоа што само уште една работа, да кажем, значи најинтересниот момент е што светските медиумски куки, сериозни, објавија дека Путиновскиот играч стана премиер во Бугарија. Кога е Путиновскиот играч, значи наративот нема да се смени, они повторно ќе продолжат да разговараат на темата, дека ние сме бугари, кај нас тоа ќе создаде голем револт, тоа создава инает и тогаш више нема разговор. Инаетот сега кај нас? Инаетот е последок од медот кај нас. Од инаетот ка солкизам. Ама на бугарот не му попуштам. Тоа треба да се смери. Инатот. Тоа е проблем, така? Да, јас ве прашувам, кој у Македонија е спремен да го реши проблемот дека македонско девојче не е българска песен од Македонија? Јас сум спремен. Добро, супер. Инатот е проблем. Браво, честитам. Очигледно, овие емисии и заеднички сеанси, ја, Виктор, Сеат и Сафет, и Видиновски, има резултат. Значи, имаме силна рефлексија, прифаќа веќе наши ставови Грозданов. Да, тој инат знае да биде голема пречка, особено во политиката, што вели он од инат ки задам 3 торби соло, ама не попуштам. Во политиката инатот е и горделивоста, како и во животот знаат да бидат самоубиствена и убиствена работа. За таков инат мислевте вие? Не. Добро, ќе објасни после јас. Ја зборам за рационалност. Не можам да те разберам. Горделивост е нешто друго. Горделивоста и црквата вика не треба да бидете горделиви. Тоа е најголемиот непријател на човекот. А и наетот и рационалноста се други работи. Затоа што те разбрав, ако те разбрав, ме разбрав. И наетот е проблем од наша страна. Така ли? Не, и од нивна. За Видиновски, добро, окей. Не, за Видиновски не сум јас во дебатата, јас уште собирам информации да видам за кој за што мисли. Ми треба уште, како викам, контент да ви ги сватам, содржина да ви ги сватам стововите до крај. Многу сте апстрактни, мислам. За Бугарија. Прво, ај некои интересни работи да нафрлиме. Се согласувам со Виктор за таа забелешка критика на премиерот. Злобна пакостива, како да ја наречам. Ја обратно би ја сврт работа. 250.000 имаме македонци што имаат бугарско државенство. Имаат право да гласа. Кај се тие да излезат и да гласаат за некоја опција во Бугарија која што е поприфатлива за Македонија? Замислете, 200.000 гласа не се малку. И која е таа опција? Еве промените, кои што се некако најлиберални, и дека измислат, нека некој од нив се кандидира, формира партија, тоа е способна држава. 250.000 имало. Знаеш колку гласови се тоа? 250. Хајде тие нека покажат одговорност за Македонија. Хајде така ние да влијаеме во Бугарија. А не вага 200 гласа. И со тоа се смееме. Не. Тие 250.000 нека гласаат во Бугарија. Разочарани сте што македонците наши со бугарски пасош што не гласаат? Тие да гласаат и да влијат на поблагопријатна бугарска партија и клима кон Македонија. Сакате да кажете да ја смениме играта да бидат наша политичка алатка? А зошто да не? Зошто да не? Ај вако, да ја свртиме работа. Втора работа. Ова со Радев. Да, Z генерација. Фантастика на седми Нека е научна фантастика, нека се мобилизираат, да покажеме ние одговорност. Не може. Да покажеме малку и ние одговорност. Ова со Радев, гласале Z генерација, да. Тие што протестира и тие што почна да се враќаат во Европска унија во Бугарија, почнале да се враќаат, тие се мобилизира околу Радев затоа што само во него гледа некоја мобилизација која што може да направи некоја стабилна патека. Меѓутоа, таа Z генерација не е толку стрплива. И нема многу време да го чека Радев.
На Радев главното мото, главниот слоган, главниот мотор во кампањата му беше борбата против корупцијата. Промена на обвинител, на советот судскиот и така натаму. Ако тие работи не ги направи, ако нема конкретни резултати, многу брзо на Радев ќе му се случат, не поради Македонија, поради тие работи ќе му се случи. И ако таа Z генерација нема врска, она не познава историја многу, не познава Русија. Она е многу конкретна и протестите беа многу конкретни. Не така фантастични бројки, 34% на лицата од 18 до 30 години. Тоа е неверојатно. Повеќе од секој трети како ќе му Тие даде. се врзаа за него затоа што он, Радев, во изминатиот период, немаше некој печат црн, коруптивен, може би затоа што беше председател повеќе во улога на кралица, отколку што имал можност да биде, сега ќе видиме како... И заради тоа, таа генерација не е многу стрплива, многу брзо ќе му излезе на улица пак. Има една флуктуирашка, една динамичка политичка сцена во Бугарија што ми се допаѓа. Таму порано беа главни фактори СДС-то, БСП-то, тие веќе ги снема од политичката сцена. Па се појави царот, го снема. Се појави ГЕРБ, го снемува. Се појави има такав народ, го снема, не влезе еден, колку сега беше, 1,2. Да не зборуваме за Каракачанов. И јас сега да речам, посакувам ќе му убијат и сега сам и говорат допомане една таква динамична сцена кај нас, мастодонти, тие се два столба, 30 години никој не ги мрда. Не дозволуваат никој да дојде. А таква сцена динамична политичка имаме и во Србија. Па имаме и во која друга држава да употребам. Па дури се случува на председателски избори во Хрватска, можеби и во Албанија. Грција исто. И во Грција имаме динамична средина. И Словенија. Словенија уште повеќе, уште поизразено е тоа. И со тоа што таму има разлики многу, кога се станува збор за локални избори, кога станува збор за парламентарни. Луѓето многу внимаваат кој што им работи на локално ниво и кој што работи на парламентарно. Кај нас све Да, имаше партија пред неколку години која што прв пат се појави на изборите и премиер на листата на Маријан Шарец. И пред тоа беше Церар, како беше. Не, сега е Миро, така. Сега пак Јанша се врати. Некако не е битно со тие Уште не. израелците. Значи кај Радев има еден комплот, он ги собра гласовите на БСП-то, кој што не влезе. 3,1 е комунистичката партија, Бугарска комунистичка партија на време. Ги собра и возражданија паднато. И националистичките, проруските гласови ги собра. Ама ги собра и овие младите. И он има изворедна шанса. Некои коментари читав пред изборите, во Бугарија ќе дојава на политичката сцена на власт ќе стапи новиот Орбан. Јас не мислам дека ако е така, тогаш нашата власт нема да има проблем. Значи ќе имаме голем пријател во Радев, ако тој навистина е новиот Орбан во Европа, се шегувам. Прочитав еден анализа, еден коментар дека тој не може да биде новиот Орбан, затоа што прво го нема инстинктот, а ја нема и возраста, многу постар е на Орбан. Плюс, ние го зборуваме само тој руски правец, пилотирањето со МиГ-21-29, колку со 21 сигурно, со 29 не знам, веројатно и со 29, тоа Ризвановиќ знае подобро. 27. Да, со 21 до 29 не стигна. Сухој уште, ама он бил па на обука и за овие фалкони, за у Америка исто бил. Но, мене ме интересира што ќе случува кон нас. Сега на шо летал, честито некому. Колоритна е ситуацијата, не можеме да викаме дека таков. Јас мислам дека он повеќе кокетира од популистички за да го зголеми рейтингот и со проруските и со вие за да го мобилизира тоа гласачко тело и да постигне поголем резултат. А не мислам дека е толку проруски, мислам дека е повеќе. А што мислите за тврдиот став кон Македонија? Па што е тврд став на Македонија? Зависи како го гледате. Па да не остава простор за никакви да разговори, едноставно да... Од кај тој впечат? Впечатокот е дека на секој изјава вели дека државата треба да се ги пренесе Бугарите уставот и тоа е тоа, дека нема што да разговара со нас. Вака да ја поставиме обратно ситуацијата. Зборот дека компромисот околу францускиот предлог е негова работа, заедно со французите. Тоа за бугарите во устав е негова работа. Тоа го немаше во ниту една резолуција или декларација во бугарскиот парламент. И дека тоа всушност е попуштањето од стапката кон Македонија за да се придвижи кон Европската унија, односно кон Брисел да продолжи патот. Ако е така, тогаш Радев не е толку тврд кон Македонија. Чи, видите, сакам оптимистички... Ама печатокот да се ќе си измислиш проблем, после ќе си дадеш дека уствари ќе попушташ нешто и ти дај ми се. Не знам, ставањето на бугарите во устав, тој Виктор го кажа, не е проблем, како што е проблем непризнавањето на македонскиот јазик. Првата декларација беше ужасна резолуција. Таква негаторска ситуација во парламентот и проблемот беше после како парламентот да излезе од така зацементираните ставови што ги направија едногласно во бугарскиот парламент.
Тоа беше компромисот и компромисноста и умешноста на Радев. Сакам на секоја нова работа да гледам со оптимизам. Добро. Така да и покрај сите тие и покрај сите не знам како лоши очекувања што ги имаме, јас мислам дека треба малку да бидеме пооптимисти. Да мислиме дека Радев и Јотова ќе ни донесе нова енергија. Реализира. Зошто пооптимисти? Затоа што сега имаме чиста ситуација. Ако не друго, не може нашите многу да мрдаат. Порано вика нема стабилна влада таму, има техничка влада, сега имаме стабилна влада. Сега може би и двотретинско ќе има. И ќе имаат почиста ситуација, поголема комоција Радев да донесе одлука. Уште една работа да кажам за Радев. Меѓутоа, за да се реализира тој оптимизам, треба да покажеме проактивност и од наша страна. Затоа што ако честитавме на Маđар, што е добар потек на Муцунски, требаше тоа да го направи и Мицкоски. Требаше веднаш да честитаме на Радев, честитаме Мицкоски и Муцунски. Или Гордана Сјаванска председателката. Не ме интересира. Прашу. Значи, јас мислам дека тука треба малку поголема улога да одигра интелектуалниот шарм на председателката Сијановска, која што нели се зборуваше дека е во добри односи со Радев. Ако не друго, она требаше да му честита на Радев. Ајде. Благодарам на оваа беседава за бугарската доброчудност. Инаку да знаете дека кога го пробиваат тунелот за кај Ѓуешево, токму овие демократи од Бугарија дојдоа со царскиот фашистички воз за да се поздрават со нашата делегација пред неколку недели. Мислам, што многу не сакаат. Че ништо нема да се смени, само да видиме дали ние може да Павел Шатев е идеја. И на тогашниот бугарски премиер, ако не си знаел. Од 44-45 година. Ама сега јас малку историја, пошто многу робуваш на историја. Зборам пред неколку недели, дојдоа со царскиот воз од 37-ма, каде што царот кажува Македонија е на българите. И у парламентот акламација ја окупиравме Македонија. Толку? Повелете, ја. Благодарам. Да. Си извинувам малку што е. Да. Не, окей. Дали го делите оптимизмот дека не, може ли тоа е Не, седите малку. Појли. Така дори би го нарекол обид неуспешен работева да се представи на во поинако светло отколку што е реалното. Не зависи овде ниту од добрата волја на македонската политика, ниту од некакви други наши активности. Суштината е следна. Во Бугарија најпосле, после серија години, ќе имаме стабилна политичка власт. 8 пати излегува, мислам, на избори, ако не се лажам. И секогаш тоа беше коалиција која мораше да води сметка за многу работи. За прв пат во Бугарија победува позитивна Бугарија на Радев и ќе има дури апсолутно мнозинство во парламентот, ќе може сами да формираат влада, но веројатно нема на тој чекор да се реша, затоа што им треба партнери за вториот дел од програмата, на избор на нов државен обвинител и судски суд. Значи да, ќе има, тоа сепак ќе биде коалицијска влада, но очигледно сета моќ се концентрира во рацете на досегашниот претседател на државата, сега иден премиер. Што се однесува до Македонија, јас мислам дека тоа е суштината на целата работа, мислам дека нема и не може да има поинаков пристап ниту Радев, ниту било кој во Бугарија од оној што е важен на политичката сцена во таа земја, бидејќи тие имаат изградено национален став по оваа прашање. А Наумов вели дека сепак малку треба поотворено да гледаме на нив. Наумов може и да затвори очи и да отвори очи, сега зависи како сакате да гледате. Тоа е, но реалноста мислам дека треба да ни ги отвори очите дека промени всушност сами по себе и не можат да дојдат. Јас се согласувам дека треба да има проактивност од македонската страна, но секогаш тоа мора да биде со една линија на зачувување на достоинството, на националниот идентитет и одбивање на било каква политика која значи прифаќање на негаторскиот однос на бугарската наука, на бугарското општество и пред се бугарската политика, на негаторскиот однос кон
македонскиот идентитет и држава. Кога велите проактивност, на што точно мислите? Мислам дека дипломатијата треба да се обидува, да разговара, да се среќава, да нуди решенија кои би можеле да бидат некој прозорец на можности. Морате да барате решенија. Најлесно е да прекинете разговори. Значи, вие морате да барате решенија, но тоа може да трае само до оној момент, додека не видите дека целата работа всушност не може да иде понатаму, секој чекор понатаму би значило собствено негирање на собствениот народ, на собствениот идентитет, на собствената држава и така натаму и така натаму. Тоа е моментот кога можете да кажете договорот меѓу Република Македонија и Република Бугарија за добро соседство и така натаму, треба да се прекине, да се поништи. Таму има и клаузула во тој договор, во рок од една година, тој договор треба да стапи надвор сила. Ако не успееме да пронајдеме решение на начин на кој тоа го прават цивилизирани народи и држави. По тој момент најцивилизирано ќе биде да ги прекинете преговорите. Што мислите на ставот за премиерот кој што го кажа уште пред неколку недели за условите кои што треба да бидат исполнети за ние да го направиме тој чекор? Јас повеќе пати без поглед на тоа што премиерот има свој став, тој е многу легитимен и за мене е многу исправен, да го кажам, дека попуштање без исполнување на одредени услови и гаранции, мислам дека не е добар чекор за Македонија. Апсолутно, мислам дека тоа ќе значи уште еден нов пораз по тој момент, а всушност нема да гарантира ништо. И да ги уфрлиме бугарите во уставот, што претпоставам само по себе не би значило никако против ако односот на бугарската политика и држава не е таков како што е кон Македонија. Македонија покажа и докажа дека е земја на мултикултурата, на мултирелигии, заедници и секогаш забораваме дека целата работа ја сведуваме на тоа во уставот да се уфрлат бугарите, а всушност треба да се уфрлат. И пјаните, евреите, црногорците, хрвативе. Ризвановиќ, кои услови според вас треба да бидат исполнети за Бугарија да ги направи тие чекори кои што ние ги сметаме како ние, кој зборам ние, мислам за македонската влада, неопходни за да се направат уставните измени? Видиновски, јас би гледал работата малку пошироко и малку подлабоко и историски. Дел од ова што го кажа Бишевец е оно што го слушаме во реде. Мислам, нема ништо тука спорно. Најинтересен ми е делот оно што го кажа, ако не да ги прекинеме преговорите. Тоа е многу суштински и ќе ви кажам зошто. Но јас ќе почнам обратно, ќе почнам директно. Ќе кажам дека единствен начин за Македонија да го продолжи европскиот пат е да направи промена на уставот, да исполни преговарачката рамка и да тргнеме понатаму. Немаме друг пат. Мислам да не се залажуваме. Се тоа што го слушаме, гаранции, да репреговараме со Бугарија, тоа нема да се случи. Нит ќе се случи и нема шанса да се случи, ќе ви кажам зошто. Прво, што ние сега разговараме, дали Радев ќе биде подобар, полош? Радев е ист како и сите други бугарски политичари, нивниот национален историски став кон Македонија кој не е стар, ниту 5, ниту 10, ниту 20, туку 70 години. Од Ѓорги Димитров, ставот се менува, сега знаеме. Сите кон Македонија се завзема еден друг став, ставот е идентичен до ден денес. Ама Бугарија нема никогаш да го смени тој став. Ние мора тоа да го разбереме. Никогаш нема Бугарија да го смени ставот и да тврди дека македонците се бугари, дека биле бугари, дека 45-та станале македонци, дека македонскиот јазик потекнува од бугарскиот и ние мораме со тоа да се помириме. Ние се обидуваме тоа да го смениме, па да им објасниме на европејците дека тоа е погрешно и е погрешно. Да го смениме или да го байпасираме? Тие така може да мислат, не е спорно, тие може да мислат по така. Да се байпасира нивниот став што е оригинално. во ред да кажам. Други проблемот. Да кажам. И тоа нема да се смени. Тука да не се лажем. Второ, вие немате со Бугарија што да преговарате, ниту имате со кого да преговарате. Ние имаме преговарачка рамка европска, дадена од Брисел. За да се смени таа рамка, треба повторно да се состави Европски совет, а ќе се состане кога ќе дојде време за на крај на таму некаде во август. Европска комисија треба да се состави нова преговарачка рамка на која повторно треба да се согласи Бугарија. Инаку до тогаш вие немате со кого да преговарате, ме разбирате? Со кого вие да преговарате? Па за која проактивност тогаш говориме?
Да си имаме добри односи меѓу двете нашата земји единствена за проактивност- другите прашања, да речеме. Нашата и видите истиот проблемот кој со Грција исто е. Ние сме заглавени во еден историски спор во кој другата страна нема шанси да го смени ставот. А вие сакате во исто време да влезете во Европска унија, каде што они се членки и имаат право на вето. Вика, не знаеме што сакаме. Многу искрен беше Виктор и Не, ме во ред. изненади. Што сакаме ние? Да. Дај да прекинеш, што Па не, сакаме? еве ова тоа што Не го може и кажам. вака и така. Мислам Не, тоа не е. За тоа кажам дека Дека јасен став. Ако не успеа да Освен пред разговорите, изборите, во освен- одреден момент се вели фала, благодарам, не можеме се договориме, договорот за пријателство и За добро тоа кажам дека- не важи затоа што го одиме прекршите. понатаму. За тоа кажам дека тој дел држи. Јас сум за тоа што сакам. Само уште кратко, само уште кратко. Повели, повели. Исто е ко со Грција и со Бугарија. Тие сте заглавени, они се внатре, они диктираат услови, се решава со консензус, вие сакате во Европска унија и нема тука дефетизам, плачење, па не обесправуваат, па Калимерова. они... Ама тоа е реал политика, тоа е реалноста, ме разбирате? И тоа нема да се смени. Ние што можеме да направиме? Можеме да го смениме уставот, да ги почнеме преговорите, па ако не блокираат, пак здравие, ќе останеме блокирани. Па да го смениме Не знам како уставот, да да ја кажам. вратиме состојбата на Ако е толку едноставно и ако е толку бинарна одлуката, зошто не се прави? Ако е за доброто на државата и ако е толку чисто. Видите, ја не можам да одговорам зошто не се прави. Треба Не, според ваше мислење се, на пример премиерот вели дека ги штити националните интереси. Во ред. Можеме навистина он мисли и убеден е дека го прави тоа. Јас не се согласувам со него. Дали е тоа така? Ме разбирате? Инаку он навистина тврди дека ги штити националните интереси, еве дека бугарите дека имаат нови барања, но ние немаме друг пат. Или еве што вели, да ги прекинеме преговорите, не сакаме Европска унија, или трета опција, Друго е унија, друго договорот со Бугарија. или Има трета разлика. опција да чекаме да се смени начинот на гласање Европа, да почнат со квалификувано мнозинство, па ето, може. Ама треба консензус и за Ама тоа. и треба да. Ете гледа, затоа велам, брзањето никогаш не дава добри резултати. Никогаш. Ако е птен брзате во некоја работа и во некоја одлука само заради Па со името ќе данеше, со името. Бољи ќе бевме. Немаше ергомнес да биде, тоа се факти. Да, ама ако го Не, слушаше не, Ципрас факти после се. не, чекај. Ако го слушаше Ципрас после потпишувањето на Преспанскиот договор, ќе кажеше ќе моравме да го прифатиме уставното име, али до толку. Ти зборуваш само додека ти одговара. Вториот дел не го кажа, али нема врска, ти имаш право на мислење. Што е зборот? Благодарам. Не можете да очекувате дека битката за националните интереси и не само за националните, за човечките, за луѓето кои живеат на оваа територија, ќе трае 2 дена. Со децении трае. И секаде, не само кај нас, со децении трае таквата битка. Она што треба е вистински однос кон проблемите на оваа држава. Тука е таа политичка волја која треба да постои во вистинска изградба на држава која ќе биде многу блиску или за одреден временски период дури на рамниште на државите на Европската унија, не по богатство, вие не можете да бидете богати како Шпанија на пример, но можете да ги имате шпанските институции. Функционирањето на правото, тоа е суштината на секоја нормална држава. Кој не спречува тоа да го направиме? Па затоа велам, потребна е политичка волја. Досега До сега ќе заклучиме дека сме немале волја да си ја средиме државата. Не, досега политичките гарнитури во оваа држава го користеа фактот дека моментот на заморување на Европската унија со процесот на проширување, кој се случи после големиот бран. Дојде до едно заморување практично. Европската унија си даде пауза за понатамошно проширување на унијата со нови членки. Во таа пауза владачките гарнитури и во оваа држава, но и во сите земји во регионот, го искористија за работи за кои пред се раководени од партиски интереси. Корупцијата доби ендемски размери, ако сакате, ендемска корупција имаме катастрофална. Го јаде секој ткиво на оваа општество и тука, тоа велам, борбата за владењето на правото е првиот чекор во насока на изградба на нормална држава. Веднаш потоа иде образование, а дури потоа можеме да разговараме за подобрување на стандард. Тие сегменти кај што сме катастрофа моментално. Практично тоа е целата филозофија. Повелите. Имавте најавено уште пред 7,5 минути реплика за господинот Наумов, повелете. Која реков дека ние не знаеме што сакаме,
бидејќи ние овде сме сите медиумски играчи, дали во Македонија има 17 канали кои што бесправно коментираат на Јас српски. мислам, Викторе, мислиш на Чекај. Мицкоски на ова. Сега ти Мицкоски ќе не ми дојдам до врати сега канали има, нали? За Мицкоски ќе дојде. На српски и на хрватски јазик. Ако ние мислиме дека бугарите се глупави, тоа имаме голема погрешна представа во тој дел. Кој треба да одлучи за таа работа? Човекот кој што е поранешен организацијски секретар на ВМРО ДПМН. Се наоѓа во АВМО. Тој Зоран Трајчевски. Апсолутно Зоран Трајчевски. Кажи го со име што го Па еве ти го кажи. Ево ти го кажа. Што се Значи, плашиш? Значи, ние немаме создадено музички канали дека се поп, рок, какви за и да се фолк, да пуштиме канали во Бугарија. Ние не сме ги истестирале нив, дали они ќе ги пуштат или не. Кај нас главна дебата беше дали некакви си бугарски канали кои што се информативни можело да се гледат у Македонија, а претходно они ни пуштија музички канали. Што ние не пуштаме, мислам дека пуштаме канали. Немаме ние ниту еден Има наша, има 5-6 има телевизија. Ние немаме музички канал кој што оди во Бугарија и тоа е тоа. Имаме канал кој што од Бугарија се емитува Македонија. Балкан телевизија. Па се информиран сум јас. Супер, тој ни беше колега од канал 5. Па знаеш многу добро. Добро. Значи тој е регистриран во Благоевград како балканска телевизија. Бугарите нема проблем со нас. Значи сакам да ви кажам, значи ние не знаеме што сакаме. Ние не знаеме да се обратиме. Ние не знаеме да размениме мислења со нив. Патем, јас кажам како човек што бил у медиумите, дека од бугарите научивме 20% од законот, они не научија што да направиме. Кои што се позитивни решенија. Ние не знаеме да комуницираме. Кај нас у државата не знаат кај е Балчик. Поима немаат. Но ни не знаат у Русе дека има сајм за медиуми. Ние само збориме нешто. Во ред, ајде да пробаме, да комуницираме. Виктор, не мислам дека е проблем. Не, само момент. Ние зборевте за образованието. Вие знаете дека на факултетот за антропологија и етнологија дека се собрани се сите архивски снимки од страна на новинари од Радиотелевизија Скопје, а не од професори. И тие кажуваат за црквата, за традицијата, за песната, за приказните и така натаму, и така натаму, и така. За крвничките делекти што ги направиле овие административциве туристи што биле од 41-44 на Румен Радев, другарите. Значи не може тоа така. Јас затоа кажувам, ние не знаеме што сакаме. И многу ми се овие благопријатни, кои што викаат треба да се договориме со бугарите, името не го даваме, од Грција не може да ги извадиме од плажа, кој ќе ми речеш, у Бугарија ќе одиме Албена? Сакај бугарите ќе одиме. Па са нели се договараме? Зашо ги мразите? Јас сакам да идам у Бугарија. Не, тежок избор мразите, никој не ги мразим. Јас зборам за овие патриотиве и така. Ама не, мислам дека зборам не. Кажав за Мицкоски, кога зборев за Мицкоски, кажав дека него личи како премиер да биде циничен. Немаш потреба. Кажи, да, од Македонија толку и толку, тоа е факт. Ја реков треба да честитаат. Како што честитаа на Маđар. Француски тоа е добар потик. Требаше и Мицкоски. Тоа се факти, а уште не можам да разберам, ама тоа не знам во емисија дали имам време, зашто се израдува сите на поразот на Виктор Орбан. Уште ништо не ми е јасно во животов. Мислиш од СДСМ? Ке збориме. Од било кој, од демокративе. Веќе овие другиве биле фашисти. Ја баш не видов никаква реакција за изборите во Бугарија од страна на СДСМ. Мислам дека не треба да си го губиме времето многу со Бугарија. Треба да седнеме, внатре да се стабилизираме, внатре да си ги кажеме работите, внатре да почнеме да разговараме, да направиме општ консензус, да не може му се закана усред емисија некој на господин Видиновски и така натаму, затоа што бугарите све запишуваат. Кои се закани? Да не се враќаме на назад од минатата емисија. Виктор Кокав. Да, јас не сум. Добро. За да го... Не, ова морам да завршам. Ајде, повелете. Видите, прво, дај да се угледаме на бизнисмените. Додека ние тука се врѓаме вака, така, историја, омрза, бугари, татари, словени, вакви, такви, бизнисмените растираат. Размената трговска меѓу Бугарија и Македонија е 1.400.000, 1.500.000. Дај малку, толку се крстат на Трамп, а он е deal-oriented бизнис.
Дај малку и ние и мислам дека така се живо ќе излечиме. Што имаме политичка, историска тема и така натаму. Втора работа, дај да ја заборавиме историјата. Еве ќе бидам, не знам, ќе бидам брутален, ама ќе кажам, Виетнам и Соединетите американски држави се во моментот најголеми трговски партнери. Највеќе инвестиции во Виетнам има дека виетнамците ја заборавиле историјата, сигурно ја заборавиле. Виетнам не бара од Америка да се поклони, да се извини, да рече дека ние сме окупатори, ние сме ова. Животот оди понатаму. Јас сум гледал премногу документарци, американски офицери кога одат во Виетнам и со нивните виетнамски колеги и официјално се извинуваат.